Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, како што и самите може да чуете и да видите, ние со насмевка ја почнуваме емисијата ово утро. Ивица доцни затоа што јавниот превоз во Скопје е многу редовен и добар, а тој го користи. Се уште не му ги разбирам објективните причини зошто. Тоа е некоја на Хозе Мохика идеологија овој што беше на Уругвај председателот. Наш гостин ово утро е Јанаки Митровски, адвокат, колумнист, јавен чинител. Знаеш, во Македонија многу адвокати има по телевизии. Има, да. Е добро. Се разговара за правото, ама колку поише адвокати има на телевизија, толку полош правен систем некако уназадуваме. Па не сме ние тие главните што можеме да фала Богу дека и нашиот допринос е несомнен, меѓутоа моките на правосудството е надвор од правосудството, односно одлучувачките фактори седат некаде по политичките партии. Тоа е главниот проблем, инаку има од прилика, се не знам точната бројка, меѓутоа од прилика 3000 лиценцирани адвокати и ние сме над европскиот просек, согласно кој би требало околу 2000 да бидеме. Едно време имаше хиперпродукција на кадри. Па добро, има и некои кои не се активни, само Не, ова ти зборам за активни. Активни. Ама едно време и тоа е резултат на во тој дел погрешната политика на Груевски и таа влада да хиперпродуцираат кадри, кои што добар дел адвокатите работат и од немајкаде и има еден мит, така завршам на овој дел, има еден мит, бидејќи за адвокатурата има врзано многу стереотипи, има еден мит дека отвараш адвокатска канцеларија и парите врнат од небо, што е далеко од вистината, затоа што еве сега од годинава ни ги дигнаа повторно придонесите и се мобилизираат оние колеги кои што се самостојни адвокати, кои што се нели one man show, бидејќи им е товар. Значи, ќе ти дадам бајата информација која што 2016 се сигурно е полоша состојбата, дека од 3000 адвокати во 2016 450 беа со блокирани сметки, односно не можеа да извадат ниту за основни трошоци. Така да е нормално дека тие што се во топ 10-20% заработуваат многу солидно. Митровски, првенствено те поканив затоа што видов една жестока полемика, би рекол, помеѓу тебе и лидерот на левица Димитар Апасиев. Си изненадив од жестината и си изненадив тоа што лидер на политичка партија се одлучи, мислам, ничим изазван да нападне јавно еден адвокат. Вели дека сте имале низок просек, шестица просек, а сте се појавувале по медиуми. Без старвиц негов, кој што не е ни лош, бидејќи за разлика од него ја немам комплекси да се смеам и на своја сметка. Ми го има они мене кажано тој виц, е доста смешен. Не беше ничим изазван, значи левица поднесе Апасиев и Крмов како пратеници на левица нормално поднесоа предлог измени на закон за нотаријат, согласно кој ќе се избришат адвокатите од задолжително присуство во платни налози и оставини. Со образложение дека постои, цитирам, адвокатско директорска мафија која што така испумпува пари. Прво не можам да глумам луд пред широката јавност која што ве следи дека постојат владини деца од адвокати. Јас против такви многу пати сум пишувал, говорел. Читати се сезонски работници кои што која е нивната партија на власт натепуваат пари, пред и потоа никаде ги нема. Меѓутоа таа состојба може да се сузбие и на друг начин, без да се стигматизира и сатанизира цела една професија. И мене не ми е за тоа криво и жал за Димитар, затоа што човекот е популист и гледа да дојде до глас повеќе на секој можен начин, но ми е жал, искрено ги жалам, половина дузина адвокати кои што се во левица, кои што ги познавам лично, кои што исто така работат платни налози, кои што исто така работат оставини, ама они не се мафијаши, а сите други се. И во тој дел јас имав колумна која што сега за волја на вистината оди на мојот Facebook page, затоа што не сум веќе дел од Фокус, тоа е друга тема, сега ќе го зборнем и тоа кратко и не е ни толку важно. Односно не сум веќе надворешен, не сум колумнист во Фокус веќе колку време таму, неколку месеци, и каде што имав критика на пред се на сатанизирањето на професијата. Многу подобро го познавам Димитар од пошироката јавност, сме имали комуникација доста солидна, човекот не трпи критика никаква, веројатно као најбољи икада не ни може да трпи критика и
вид на нешто типот Значи да резимираме. Ти поднесуваат критикуваш предлог политика, закон. Ја критикувам политика на политичка партија како не се сметам, јас не сум љубител на политички партии, но не сум политичка амеба. Значи имам став. И во тој дел вицот, мислам тоа писанието беше нешто типот од овие со шестица просек. Освен Катица Јанева, уште Јанаки Митровски остана да дрви или нешто да Стварно шестица имаш просек? Не. Со 7,5 просек завршив. Што не е срамота уопште. Ќе ти кажам и за тоа. И сега што е поентата и нешто имаше банана од типот стајано, јас морав да го закачам, го шерував овако тоа негово писание и напишав дека зарем нели не ти беше Катица Јанева, ти беше шефица во СЈО, што многу е, бидејќи го познавам лично, тоа многу го болело, тоа 100% ти кажам, значи замисли ти да си со цезаристички комплекс, дека си најбољи и каде и сега некој како Катица Јанева, која што да бидеме реални, не е до просекот, жената не се сноѓаше и не оставаше впечаток и се замисли да му биде предпоставена и со хаштаг 500 евра, си се 500 евра. Знаеш, инаку, само дозволи една минута, тоа исто така, во колумната тој дел го испуштив, кога пишував дека знаеш, многу е лесно да си најдобар на сите времиња на државна цицка. Прво на универзитетот дека се сите наши, што би рекла Бонева Силванева, што е доста интересен момент во неговата кариера, а понатаму во парламент. Платата на први тебе ќе ти дојде, имало студенти, немало студенти, имало седници, немало седници, 2000 евра ќе легнат на сметка. И излези било кој, не Димитар, било кој правник што смета за себе дека е најдобар, а многумина сметаат. Работиме доста компетитивна професија, и така натаму, само бендисана и значи излези на пазар, како што сум јас 15 години на пазар и ката дневно ние ќе може да проверуваме колку си ти на вистина најдобар. Добар, најдобар, дали пазарот ќе го издржиш. И само уште ова сега да го кажам, ти се извинувам, ангажманот, не само негов, да не испадне сега него го таргетирам, на правен советник во СЈО е не видам преседани комедија, затоа што тоа ти е како да имаш ти лекарски советник во болница. Советник за медицина во болница. Значи ти во специјално јавно обвинителство имаш обвинители кои што се нели? Обвинители, стручни соработници, волонтери, правници и све. Тоа беше еден легален начин на корупција, односно купување на медиумско влијание и после Димитар уште пара адвокати, професори двајца или еден новинари Сашо Ордановски беше, одеа по ета не го знаев, одеа по медиуми и го хвалоспева и ја поддржува. Сашо Ордановски исто така беше советник работата на СЈО. Резултатите, еве кажи ми ти што би работел правен советник во едно обвинителство. Така да во тој дел ја немам против Димитар ништо лично со него немам комуникација, речи си 5 години, односно 5 години од кога се случи поделбата во Левица. Поради некоја X причина која што не би ја дискутирал сега. И се обиде, имаат они го водат оној пејџ он странски служби, овој дебилов за пропаганда што ми е задолжен, како и да се викаше, кој што сака да биде гевел, са нема капацитет. Нешто вадеа од лајка исплати, мислам као да е прво тајна, второ е бајата вест, трето имаше лажни информации за износите, се пишува еден износ, он каже друг и така натаму и го таргетира, реагираше една членка на управен одбор на предпријатието дека се овие извадени на илегален начин, дека им ги дале членовите на управен одбор, пошто они не се власт во град Скопје, а се во управни одбори имаат јавни предпријатија. И тоа беше тоа. Немам намера понатаму да се занимавам, некој ми пише излезете на ТВ дуел, не гледам зашто тоа би го направил, не гледам ни Димитар зашто тоа би го направил, но те уверувам, Љупчо и тебе и цела јавност, дека за милион години Димитар не би излегол на никаков дуел со мене, ни во судница, ни во судница е малце поинаква констелација, но на ТВ дуел сигурно не би излегол, затоа што не сум Стојан Чангелов, покрај кој мојата 15 годишна ќерка би излегала паметно. Затоа што сме професионален медиум, ние немаме проблем Димитар Апасиев да дојде во нашето студио. За милион години нема. За милион години да сум јас крши него, за милион години нема. Не мора ти да си тука и без тебе кога сака може да дојде, каде сака, во кој медиум сака, заедно со лошата фризура и Келеш Тефтерот, па да видиме кој. Знаеш еднакви кај е проблемот? Еве на пример, ја не крием за себе дека сум бил дел од невладиниот сектор, дека сум работел во невладини организации поврзани со Институтот Отворено општество. Не крием од мојата биографија дури ни дека сум бил член на младината на младината. Не го крием тоа зошто. На СДМ беше ти така. Да, сум верувал во тие работи, можеби сум сгрешил, можеби сум бил
тогаш во право денес не сум, не знам, но Не го криеш. мојата биографија не ја крием. За разлика од мене и од тебе и од сите што сме тука присутни, Димитар Апасиев крие дека бил член на младината на ВМРО-ДПМН. Тоа мислам дека е патка моја. И Не е тоа крие- потврдено, иначе ќе му извадеа членска до сега. Не, тоа не е точно. И крие дека Тоа е точно. крие дека бил вработен во специјалното јавно Не го обвинителство. крие, тоа не може да го сокрие. Крие- По телевизија идеше. Крие Не го популаризира, дека бил стипендист на руската влада, нешто што податок кој е исто така Тоа не го знам нели, портфолио. Да, еве, ексклузивно да ви го кажам овде. И знаете кај е таа Чекај, забораваш, извини, што ќе те прекинам. Он најбитниот момент го крие. тоа е За него тоа е дека, не се предека не знаеш, не ти смиш да губиш наиме, него, значи, он беше дел на Сорос дебатен клуб и беше дел од Младински образовен форум. А он е Тоа се автор, топ организации според што мене. е, он е автор на кованицата Сороспија. Нели имаш Соросоиди, што беше на ВМРО пропаганда и имаш со Соросоиди е на Латас. на Латас, ево, окей. Па добро го кажав ВМРО пропаганда, што кажав погрешно. А Сороспија е на Сороспија е на Димитар. И сега ти, ја му викам, Доро, нели ти е глупо, дека бев му ушо комуникација, да ти да Пасев кај мене дома бил, јас сум бил кај него дома. А нели ти е глупо, викам, да се користиш со, викам, со Сороспија ги сатанизираш луѓето, ти си бил, викам, стварно си бил прво, па да, јас знаеш, млад бев 18-9 години, па да, Младински образовен форум и сега таму ти кога ги сатанизираш, Нема пензионери таму. одат деца од 18 години кои што ти немаш срам да ги и уште неколку луѓе од левица беа од и тоа првенци уште двајца минимум знам. Портпаролот беше дел од МОВ и на Ограноков од Гевгелија Детео беше дел од млади правници. Ја кога го соочив со тоа дека викам вие правите гнасна пропаганда, а ти до вчера беше дел од нив, он нешто, знаеш ко, да си ја погануваш сам својата работа, јас бев таму на проект, не знам ништо, са до вчера си работел со тие луѓе, си дедал канцелари, меѓутоа сега тоа си е. Знае Апасиев да напише тужба, жалба од горка. Тоа сега не го треба да го прашаш. 10:00. Тоа не го треба да го прашаш. Види, гледај сега што е добрата работа кога можеш од страна да збориш. А Пасиев може да се пофали дека никогаш не изгубил предмет. Сега не ни добил, ама не ни изгубил. Тоа кој како Мислам гледа дека работите, да. не знам дали има пишувано, он тврди дека има застапувано работници, како застапуваш на суд кога не си адвокат, тоа не знам, меѓутоа сигурно има од типот преставки, поплаки, мислам дека тоа го имаат работено и не само како он, него Ленка. Да, но тој вели јас не сум практичар, јас сум научник, а бројот на научни трудови објавени во списание со импакт фактор му е 0. Тоа не би знал, не сум проверил. Тоа ја го проверив, има Google Scientist, има нели начини, методи каде сте цитирани, што сте цитирани. Значи за неговата голема интелигенција како научник, Несомнено интелигентен човек, сега не. Но како научник можеме тие работи нели да Добро проверливи се. Проверливи и исто така проверливо е дека господинот Апасиев му прогледале низ прсти кога го запишал воопшто докторатот, затоа што ниту имал потврда, ниту може да добие потврда за познавање на англиски јазик. Сега го мантраш. Услов за не го мантрам. Ова сериозно, сега не знае англиски. Не знае. Значи, јавно го му нудиме на господинот Апасиев, затоа што ја предлагам реформа со која секој професор ќе мора да има TOEFL или Јелц. А мислам дека некој од текстовите. го Значи, бушиш, јавно му нудам на Димитар Апасиев на наша сметка да полага TOEFL, Радио Лидер со фактура све ќе покрие, да отиде да полага TOEFL, да го видиме, сакам неговиот резултат, па после може и со мојот да го споредиме, ако сакам. Види, околу просекот сега ти кажам, значи прво као знаеш тоа го кажува као да ме ја имам 10:00. Не, супер, тоа е супер. Гледај сега, не потценувам никој. Знаеш што многу ценам во животот? Сакал, целта му била да има 10:00 просек, имал 10, работел на тоа, имал 10. Тоа многу го почитувам. Значи, види, прво да си даскал, а он имал амбиција од дете да биде даскал или од студент. Значи, не само што треба, него е задолжително. 8:0 минимум треба да имаш, за да можеш да докторираш. Порано беше 8,5, сега е 8, колку е? 8 е Боцевски. Беше 9, Боцевски не било 9. Не било 9. Не, види, сега како да кажам, Така да мора. јас сум имал висок просек и имам убава работа е. Значи не е лесно да се постигне, посебно кога си никој ништо, као Димитар Апасиев, као јас.
Голема работа. Тоа не е за подценување. Не е подценувано, Така. апсолутно. Дека бил Зависи што ќе цели еден од твој првите живот. студенти што ги видел правен факултет, бил. Тоа не сме да го спориме. Не го спорим, не се слушаме. Дека е добар научник е, бил уствари, затоа што сега е фокусиран на политика. на политика, да. Не, сега е фокусиран на политиката и сега не може да се посвети на тоа, така што окей е тоа. Тоа не сме да. Па зашто зима плата тогаш ако не може да се Па не зима плата, не како зима пратеник, плата, зима пратеник зема плата, се Добро, значи пратеник да не две претеруваме, значи да не правиме сега, значи дека еден човек што нема е ниту еден труд со импакт фактор. дека е извонреден, За разлика но од Билјана сега одиме Ванковска што има 100. Сега одиме- И Билјана Ванковска од Да. левица. Мене Добро. не е сега дека ја левица ја критикувам. Добро. Билјана Ванковска има 100 труда жена со импакт фактор. сега одиме што Овој не нема Просекот ни сакав ова буцеш. што не ми се допаѓа само ова клуб. Значи ти си без разлика си завршил. Исто 6:00 се завршува. А ти се докажеш на отворен пазар. Тоа е тоа. Колку години треба ти фирмата? 15 како моја фирма 5 Како твоја, години, инаку да. како Значи на 5 пазар сум години, 15 штом 5 години обстануваш на пазарот, ти си добар адвокат, толку е. Нема друга повеќе од добра са да не звучам препотентно. Значи зборуваме сега, знаеш како тоа се цени. Така, Значи да. тука не може никој да те меѓутоа ова е ја уште не можам да разберам, знаеш, езотерични ми се понекогаш овие расправи, посебно Facebook расправи. Нема, прекинав, сакав и ме миња нешто да му правам, викам ај сега да не тегнеме, гледам имам прес, да не да Видиш се, имам и ја Не, поважни работи. мора да ја бараме заднината зошто го прави ова. Заднина нема, човекот е тежок табиет. Значи сам тоа ми го јас сум многу тежок табиет. Не знам колку знаеш, и македонската јавност не знае дека нисо Драги Рашковски беа најдобри пријатели на факултет, не знам тоа колку го знае. А добро, Драги Рашковски беше така со алтернативни гледишта на надворешната Тоа политика. не сум го знаел. Да. Антинато во тој смисол. Па, не само тоа и други работи, ма не е битно. Не сум запознаен. Така да човекот е тежок табиет и глеј сега да ти објаснам. Ја И Драги Рашковски е тежок. не е тајна и тоа го правев јавно дека бев симпатизер на политичка партија Левица кога не излегоа. Не криеш од твојата биографија. 2016 година кога беа изборите, кога беше доста поларизирано, значи или ВМРО или СДС. Кампања водев на социјални мрежи без никој тоа да го бара од мене, не сум бил ја член на Левица, не сум основач. Без и тука беа тие напади, нели го ситниш отпорот, не, јас тогаш кажував што се испостави дека е право, дека ден пред изборите имав статус глас за СДСМ и глас за ВМРО. Ден пред изборите 2016 декември кога беа, текот на времето се покажа дека е точно. И 2017 исто така на локалните избори, меѓутоа после процепот на Левица не се по мој вкус, отидоа во сосема поинаков правец, значи јас сметам дека во таа партија да мисла дека народот да сака да чуе дека треба да се оди на глава, ќе кажуваат и да се оди на глава, колку тоа изводливо е друга работа, па видиш, скроз отидоа, глеј, они отидоа, тоа е искалкулирано од негова страна, не постои таму друг човек у таа партија, затоа ти кажам, они ако се ословуваат како другари, нема никогаш тој нема да дозволи друг да се истакне во таа партија, ме разбираш? Што имаат цезаристички комплекс на и сурова желба за доминација. Крмов е пратеник и мора да го има. Малку да мрдне, ќе правиме муабет. И сега ме ти кажам, таму му се поданици, не му се другари, и ние не се скаравме, прекинавме комуникација кога јас му кажав во лице за една многу грда, која нема да ја коментирам сега, една многу грда работа која што тоа ја направи. Тој што ти е другар. Може ја да ја кажам? Не може да ја кажеш. Тој што ти е другар, треба искрено да ти каже кога правиш нешто што не чини. Ја така го подразбирам другарството. Јас со Драган, нашиот заеднички пријател, твојот кум, сме се Ама види, до чудно степен на е. навредување. Ама Сиев, пази, ничим изазван од собраниска говорница ме напаѓа мене. После тоа, еве сега тебе вака дрско те напаѓа, а Не ние е двајцата дрско. сме... Не е дрско, ја и се смеев, ја го знам, тоа воопшто не се љутам. А и Са се двајцата седел со нас, сме- знаеш каков кумор форсирано. но двајцата сме на некаков начин поврзани со Драган Пешевски. Дали можеби пресметката со нас е пресметка со него или љубоморно сака да ни го одземе? Тоа не ми е јасно. Не знам дали знаеш дека Драган ќе биде кандидат за пратеник сега. Од левица. Од Левица. Така треба Или- да. Или поверојатно ќе биде кандидат за градоначалник. Тоа што ви го пиша Виктор Станков кога беше Драган во емисија, тоа му од мене излезено. Од мене е тоа излезено дека јас мислам дека Драган ќе биде кандидат за градоначалник на Левица заедно. И би остварил многу добар резултат. Драган е почитувана личност
вака од мене многу сакана, меѓутоа сега го ставаш во многу незгодна состојба како она мемено Буцевски, ако си го видел човек кога се поти, кога треба да бира меѓу две црвени копчиња и сега лево ќе му пишува другарот 15 години, десно лидерот од партија и сега го ставаш Не, тука нема, види. Морам ти кажам дека Драган нема да се наѓете. На мене уште се поти, нели дали кумашинот или лидер на партијата. Па што ти кажав кога влегов последен пат кога се видовме во Маврово, во Лјуново кај него што му кажав прво на Драган, тебе кога те видов таму, памтиш? Што беше не? Од партија знаат ли дека љубчето? Да. Ама види, мислам дека он не е толку поврзан со левица, колку што левица сака да биде поврзана со него. Точно. Затоа го напаѓаат, за да го придобијат, не го напаѓаат сите другари. Еве што те чека ако не ни се придружиш. Ме разбираш? Имаш ваков ум за подметачени. Има. Да го затвориме, би ти предложил круга, сега да не ја правиме муабетот. Види, ја искрено и од срце му посакувам. Драгане сериозно решение за ја ти да биде тврдам на листа. дека он би имал сериозни шанси да земе градоначалник на Не за тоа зборам, за било што. Или за Еве, ја како жител на аеродром, што ми е кум, не би гласал за него. Одма да кажам. Ова е ваков удар помеѓу ножието. За градоначалник не. За председател више би размислил. Нема година за председател да се кандидира. На републиката, да. Нема години да се кандидира, камо не би го загледал уопште на аеродром. Тоа ќе биде смешно. Глеј са, Левица. Добро. Левица ќе изгази нови избори и да затвориме со тоа за Левица. Левица ќе изгази нови избори. Што е газење според тебе? Ќе го дуплира контото на гласови. Има 4 пратеници. Тако 4 сега се правиш будала, значи они освоја 50.000 гласови, они 4 за малце немаа на прошлите избори, 2 им киднаа за 1.000 гласови по изборни. Помалце. И помалце. Извиси Реджеп Исмаил за помалце од 1.000 гласови, кој по социјални мрежи ќе национализира болници, работи во Систина, и тоа се информации кои што се кријат. Пошто за демагогија сите ги било. За реал политика тешка работа. Он извиси и извиси, кој извиси уште еден. За малку не влегоа, уште двајца. Така да тоа четворица се фантазии. Па се на ВМРО фантазиите, остајте тоа се. Он има 50.000 гласови на локални избори, минимум 90 ќе имаат сега, а може и над 100. И онде се треба реално ги кажа, ја немам ништо против нив. Ке го запишеме ова, добро. Ова запиши го дека минимум 90. Па ќе си правиме муабет. Па ќе правиме муабет. Добро. Сега, но не повеќе од тоа. Се они сањаат 150, не повеќе од тоа. Затоа што види, во петка не постојат. Во шеска не постојат. Не можеш ти реал политика не водиш да советничката листа во Тетово нема ни еден не македонец, не за албанец, не македонец. Не, тоа се локални избори, се гласа за луѓе. Според релевантните анкети, оние кои ги гледаме, и пробавме во Донтов модел да ги пресликаме. Кои релевантни анкети му даваа на Несторович 5% во Србија пред изборите? Ниту една. Добро сега, Србија е друг феномен малце. Добро, таму да се гласа за будали. Не е будала човек. На секој избор има по еден таков. Се сеќавате на Прелетачевич Бери, да, 10% од значи, ама да не го форсираше Вучич, немаме таква традиција. Левица и многу е полесно да се процени. Левица негде ја ценат на околу 7 пратеници, што не е мала бројка, да се разбереме. Меѓу 7-10. Затоа што видите, ако имаат да речеме двајца или тројца во Кец, реално во Кец двајца, во двојка двајца, во тројка двајца. Во тројка двајца, тоа се 6, четворка 1, затоа што четворка се ВМРО и СДС многу јаки. Се уште. Петка и шеска не гледаат пратеник. Петка и шеска не гледаат пратеник, така што ја мислам дека се компетитивни и во петка. Како? Да, може да извадат еден. Битола беше во петка. Битола и Охрид ќе извадат. Да, ќе извадат еден. Па пак се 7. Сигурно ќе има пратеник. 7-8. Пак се 7-8. Таа е некоја бројка. Што мала бројка ли Кингмейкер си со пратеници. Не зависи. Абе не, зависи. ВМРО да освои, тоа 67 се фантазии, нема да освои 67. 53. Еве, 52-3, така? Кој ќе коалицира? Со Максим Димитриевски со Албанска партија. И тоа е многу дискутабилно. Максим колку освои? 1-2. Не. Седи мирен. 1-2. Не. 1-2. Абе не е така лесно. Види се, реално ти имаш во македонското собрание имаш 90 пратеници македонци. Од не албанци. Не албанци. Од тие 90 може и нешто поише. Малце повеќе. Можда малку повеќе. 95-6. Па нема 90. Да, зависи. Меѓу 92 и 95 зависи. СДС има од тие 25
Да, они ќе бидат, ова мислам дека историски најниски избори. Остатокот мора некој да го Ти многу им победи. даваш. Како и да го направиш ти остатокот? Според анкетите многу им дава. Да, зборам ги. На кој? Релевантните. Ова ги коригираше нагоре. Значи максимум 25. Ја најдобро. И остатокот до 30 мора ќе некој извадат, да ги... не е тоа. Брат, Од имаш 95 клиентелизам, не е тоа така, кај нас има многу клиентелизам. Од 95. Ако 30 одземеме, максимумот на СДС да го 30. Ајме, не, многу е 30. 25. Добро? Да одземеме од 95 25, 70. тоа е 70. Од тие 70 одземи 8 на левица, тоа е 72. Значи имаш 72 македонски пратеници мимо СДС. Малци им даваш на СДС. СДС косва и 30, што е пак многу ниска бројка. Ке Што ти видиме ни сега. теорија, луѓето се во делузија. Еве ќе ти кажам, Зои може да го среш на правните ми моца позбориме затоа што Да. Политика Ќе се само пауза што па направните. Ова сакам да ти кажам. Луѓето се во делузија. Јас зборев со пратеник од СДСМ, нема го именувам. Во кој што се најдовме во канцеларија на заеднички пријател адвокат. Ја одев по работа, он си беше исто по работа. Мене човекот, мене повеќе луѓе ме убедуваа, он така најсрчено ме убедуваше дека они влада ќе составуваат. Дека ние ќе изгубиме. Во делузија се луѓето само да Да, кажам. тоа е точно. Они се во Тоа е делузија, точно. веруваат. Едно е ти да види, едно е да нормално се нема да излагаш избори кажеш ние ќе изгубиме, Да, така. така е. Меѓутоа, друго е да навистина ти веруваш во својата пропаганда и лаги. А тебе ти делуваше дека веруваш? И апсолутно, не, он мене вака ми вика, ние ќе изгубиме максимум до 10 пратеници разјави. Како мислиш ти да анулираш 10 пратеници? Ние вика Европски фронт. Друга, ВМРО и ДУИ биле 10 години коалиција. Што ќе ги спречи пак да бидат коалиција? Пример. Што ќе ги спречи? Не е тајна блискоста со Беса, не е тајна блискоста со Меджити политичка. Што ќе ги спречи да направат таа алијанса има превидање ДУИ им прави пуч. Така да Одиме пред позата со реклами, одиме со гласот на народот. Еден вели ало, абе вие СДС и оставивте без пратеници, добро. Имаме несогласување 25 или 30. Не, 30. Ама никој не рече дека ќе има 50. Адвокатот Тони Кукавица вели адвокатот Полицаец стани. Го знам Тони. Да. Поздрав до Тони, вели адвокатот греши околу рейтингот на левица и јас сум готово сигурен дека знам од Максим имаат поголем рейтинг од нив. Секој има право да навива и вие. Имаат поголем рейтинг од Максим факт. Не, ама тој тврди дека Максим има Поголем рейтинг од левица? Поголем Не е рейтинг. разочаран гласаш на СДС. Активист мислам дека. Боцевски ред е да речеш добро утро. Добро чим утро. Касниш. И Виктор Станков. Ме дисциплинира, еди. Виктор Станков прашува дали имаше туш после утринското кардио. Мора да поработи и ќе се согласиш со мене сериозно на лошиот хумор кој што го форсира нашиот заеднички пријател Виктор Станков и некој да, одговорот е да. Мислам дека Секако веќе е да. во возраст од својот живот каде што и джабе и да се поработи. Има една, сега да не употребуваме тука телиња волови, една македонска поговорка, почитувани слушатели, одиме со кратка пауза по која се враќаме во вториот дел, во кој јаначки ќе го злоупотребиме на правни теми. Не сме уште у етер да го чуете ова што го зборевме пред малку, почитувани слушатели, но се знаеш, оговарање на теми кои не се не се за уетер, Ајде вака да кажеме дека ќе им стане јасно, муабетот личеше на типичен муабет средношколска машка соблекувална. Од прилика така, али добро. Боцевски кажи го вицот, сега време е за виц. Да, има еден вид за мене, вели дека тој сум го влегува Боцевска партија и вика не ставајте кафе за кратко сум. Напоминување. Или само напоминување. Сега ја ќе бидам. Имам ја и на уште еден, овакво. Кога влегувам во такси, ме прашува таксистот Канал 5 или Алфа. Сакаш уште? Јас си ги собирам сите и си на моја сметка, знаеш. Сега ќе бидам вака искрен. Значи тој мит дека Боцевски нешто менјал партии, прво не е точен, затоа што Боцевски во животот бил во две партии. ЛДП и СДСМ. Така е. Значи Близок бил до министер, ВМРО. али не бил член на партијата. Не бил и никогаш. Фрчко не бил. Не можеш така да Значи, кажеш. сега ние сме си тука дословни на тоа. Рекордер е Чашуле, така? Има рекордери многу. Чашуле, убедливо второто место го држи Филип Петровски, може и го има стигнат. Петровски беше у ВМРО, сега ќе ти кажам. Демократска десница е негова Не, партија. ВМРО, после иде од ВМРО земјоделска партија, Не беше у земјоделска, беше у Маријан земјоделска, Ѓорчев. беше. Од земјоделска партија Демократска иде десница. во Обединети за Македонија кај Ау, Љубе не, таму Бошковски, беше, да, тоа од да. Љубе Бошковски
во како се вика во демократска десница, значи може би некој дека се тоа ВМРО-вски партии. 4 Што и не е далеко од вистина. Па добро, и на ивица двете се СДСМ-овски. Види го, видиш што збор. Да видиме искрени. Дај малце посериозно. Значи Филип Петровски има 5 да речеме. Ма ти вака си имаш речка со одредени луѓе, вака си ги таргетираш со Филип, што има да рече? Нема речка, јас само факти покажувам. Немам, види али па многу високо мислени, он е докторант на еден мој мора да кажам дека не само што е докторант, многу он последно време у последните години некако не политички крах едно време мене и за онака за сериозно бев загрижен за неговото психичко здравје. Искрено ти кажам, со тропање глупости ми го наместија конгресот кај што отворив еден овако, меѓутоа своевремено, не веројатно го боли затоа што своевремено, ако памтиш, ти си помлад, Боцевски сигурно памти, он беше дечко кој обеча. Наследник на Љупчо, како го смета. Идна звезда. Да, види се, вие двајца имате пропуштено еден многу повесел период на политиката, 90-тите, тоа беше... Имаме пропуштено. Да, па јас 90-то како дете, јас сум 86-та. Кај си можел да го... Како па јас ги Кога од си дете следам политика. Па на 10 години си созрел. Првиот парламент си го пропуштил на Митко Врапчето си го пропуштил. Си го пропуштил се. Немојте ме кажано го знаеш, да. Не, сум го гледал, значи ја од дете Михаил во живо. Митко Врапчето го кажуваше, смејте се, вика ќе дое време кога ќе плачете. Ќе плачете, вика ќе дое време кога сите врапчиња и после кога во кажеше 2012-13, ете вика Митко беше управо. Да се вратиме на правните теми. Кренер Лога, министерот за правда, денес лета за Турција за да види до кај работава со екстрадицијата на Љупчо Палевски, а адвокатот Владимир Туфекџиќ, вашиот колега, поранешниот судија, има изјава до утро дека вели дека нема така лесно да оди оваа работа како што очекува нашата власт. Биде се очекувано дека подобро во право е Туфке, затоа што очекувано дека Алевски беше Љупчо, така? Да. Затоа што во една емисија цело Полчевски ми се јавува во канцеларија, вика ние сме фамилија Полчевски, вика. Да. Љупчо Палевски нормално дека со сите сили ќе се бори против екстрадиција, затоа што тука сега не е дека него чека фер судење, меѓутоа медиумски експонирано до тој степен влијае како и сакаш судија. По правило не би требало да бидеш професионалец, меѓутоа тоа доста тешко иде. Например, убеден сум дека за Денис Тот казните беа толку високи поради експонираноста на предметот и тој може да аргументира пред единствено што може да аргументира политички азил не може да бара, тоест може да бара, но може да аргументира дека не може да има фер судење од политички причини. И во тоа многу му помогнаа со нашишење. Случајно или не, намерно или ненамерно, зашто мене тоа ми остава дума дали на сите баш во Македонија им одговара тој човек да се врати па да почне да збори, затоа што види, давеник, со тоа ќе се бави, он се дави и ќе рече, јас знам за тебе ова, за оној ова, имам вакви документи, такви, бидејќи не е тајна дека ги поседува бомби, кој што ги пушташе и на разглас во бидејќи види, некој тој човек го штител 10 кривични дела да не видиш затвор. Удба го штител, кој го штител? Така, да не правиме мистификација. Случајно или не било кој, министерот за внатрешни работи излегува, што е моќна политичка фигура и во својата партија, нели е потпредседател де Оливер, излегува и вели десна политичка партија треба, вика се ние ќе покренеме постапка или треба да се покрене постапка да се забрани. Види, тројца поединци од десна, а партија е мала, меѓутоа 1000 потписи чим се регистрирале, собрало. Значи има 1000 членови. Има 1000 членови. Сега на тројца ти да бараш да се забрани, кои што се индивидуални акти, не се акти во име и за цел на политичката партија. Тоа не знаеме. Не знаеме, но тоа што го знаеме. Еве, ајде така да заклучиме. Оди во прилог на аргументот дека Палевски ќе каже дека јас сум под политички прогон. Гледате, сакаат да ми ја забранат партијата, да ме елиминираат на таков начин. А плюс тоа шишањето беше тотално непотребно, значи си видел и во затворски комбинизони. Да, може да има некој правилник во затвор Скопје. Ја директорот на тој затвор многу го сакам, ми е драг познаник, нема збор, меѓутоа тоа му е грешка, да го видам би му го кажал, не сум го видел одамна, затоа што да, може има правилник што тие комбинизони се затворска униформа, меѓутоа сум бил во Шутке 1000 пати, никој не носи таков комбинизон и никој не бил спроведуван и шишан кељав. Ме разбира, значи сите тие работи имаш изјави дека немале право да имаат фризури да ги носат. Одат во прилог на тоа, исто така. Јанеки, дури да не беше тоа. Не смее да се критикува, види. Тајна беше, тајна е уште кој им е адвокат. Освен на Вања Таткова што е тука. Тајна е кој им е адвокат.
од страф, од сатанизација. Тоа не сме да се случи. Значи на најголем олош има право на одбрана. Секогаш јас имав предавање на во ноември на правниот факултет и тоа им кажував. Секогаш кога размислувате па зашто е на обвинителна клупа заради ништо ли полиција зашто му влага дома, размислувајте кога да се работи за вас. Да се вие утре најдете на обвинителна клупа и дали да сакате да имате фер судење или не фер судење. Јас верувам во обвинителството дека во тоа што го презентира, меѓутоа тоа е само едната страна од приказната и излети од типот дека не сме адвокати да стражираат. Да. Се не дозволи. Тој адвокат ќе го тепаме ние и така натаму имаше така. Не, ама тоа води во прилог од тие причини ти го кажам. Тоа води во прилог што тој ќе презентира пред турскиот суд, кога ќе дојде да се одлучува за екстрадиција, дека има атмосфера на линч, подпомогната од официјални лица. Ајде ја и ти да збориме, сме никој ништо во официјално. Да, но ја станува збор за убиец на деца. Еве сега и другата страна се обидувам да ја разберам. Латас го гледав и со тоа наполно се согласувам. Не знам каде го видов тоа Латас го изјави, вика ја тврдам дека не му е прво убиство. Да. Што ти да повлечеш орос на дете од 14 години, значи тоа не го прави било кој. Не, значи совест, како да ти објаснам. Така да сега обвинителството, не знам дали знаеш, едно исчезнување на човек што бил во интензивна комуникација со него истражува пред 2 години. Соседниот човек од нас кад живееше во мојата зграда. Да, и тоа го истражува. Така да нема да оди така лесно. Па се пресели. Не знаеш што мислам дека ќе биде пресудно блиските пријателски врски на Турција со Македонија. И мислам дека тоа ќе биде пресудно, освен ако некој тајни или јавни служби во Македонија не сакаат човек. Прашањето е дали сакаат да се врати. Знаеш како? Некој прашуваат, вика, нели, зашто сам уби Џефри Епштайн во Соединетите Американски држави. Вика, видете, премногу е опасно Џефри Епштайн да излезе на јавно судење. А сакаш да кажеш го самоубија. Може да каже се што ќе му текне, може и да не е така. Судењето за девојка му беше за затворени врати. Станува збор за човек кој се дружел со целата елита. Сега, знаете како е? Исто како што се дружел со целата елита Џефри Епштайн во Америка, со целата елита во Македонија се дружел и имал комуникација. Нема лидер на партија со кој не бил во комуникација. Нема премиер со кој не бил во комуникација. Ама и тоа е воканата страна на нашата политика, една од причините зашто не се занимавам со мејнстрим политика, иако сум политички активен, пошто кај нас само тоа, ако си у партија се смета дека си политички активен, е заради тие валкани работи. Факт е дека ликови како Палевски им требаат на нашите политичари и као Зоки Киче, ако сакате, и као еден, и као друг, има такви многу, да. Има поише од тој калибар. Тежок спорт е политиката на секаде, секаде има вакви луди ликови, со тоа што само сакав друго да кажам. Ајде да ги заборавиме дури и овие работи. Значи Турција е сериозна држава, имаат определени проблеми со владење на правото и со правната држава. Европската унија тоа констатирано е сериозна држава, но сериозна држава со сериозен правен систем, со сериозна традиција. Значи, од некое мое скромно дипломатско и конзуларно искуство, со светлосна брзина дојде екстрадицијата, зборуваме за месеци. Значи, ако не години. Значи, ставете се во ситуација. Таму се суди кои што внимаваат на овие работи. Од дипломатиите внимаваат на овие работи. Значи полето на сила е огромно. А крена за што дури таму да се формира дури да ви кажем, дури една процедура која што е прилично едноставна помеѓу земји кои што ги имаат потпишано сите документи, да речеме затвореници, наши државјани лежат затвор на друго место, се ги вратиме дома да лежат покрај фамилијата. И тоа трае. Значи, а тек екстрадиција со конкретен податок сега ќе ти кажам, бугарски државјанин тука осуден на 5,5 години кој што аз го застапував. Заврши постапката, тоа е тоа. Отиде на окренавме постапка за да не да Варна да си одлежи дома. Да си одлежи дома. Уште не е екстрадиран иако е завршил, значи 6 месеци зборуваме, прати меѓу Македонија и Бугарија, кај што преводот оди многу полесно. Но види тука знаеш ли што е? Сега ќе ти кажам па што е па другиот проблем. Најчесто и Македонија страда од тој проблем, Бугарија брзо се троши тој буџет у Министерство за правда за спроведување нивно. Што значи дека треба 3 авионски карти или да речеме 3 возила. И Македонија и Бугарија го носат до граница, од граница ќе превземат. Без разлика пак, значи таму треба некој буџет да се одобри едно друго, знаеш тоа чисто вака да знаеш. Кога имаш вака. Ние од Чешка имавме човек на 6 месеци осуден кој што не можевме да завршиме постапката, вика чекаме летови, не можевме да завршиме постапката и не можевме да чекаме. Што треба двајца од таа страна, и значи тоа е ѓаволи комплицирана работа. Во конкретниот случај, значи екстрадиција, а и Турција,
Тоа не оди тоа. Мислам 16 дека година. сега има и политичка работа. Турција исто не сака сега пред избори да го направи ова. Да не излезе дека Какви избори имаат? Пред избори кај нас. Кај нас, пошто може да биде сватено и како мешање. Сепак станува збор за еден многу... Не, до мај теорија нема. До мај теорија нема. Значи тоа може тамо некој... Види, пак е текот септември. комплицирана истрага. Еве сега излагаат буви зашто уште нема обвинение. 2 месеци за ваков предмет не се ништо. Те уверувам дека не се ништо. Плюс имаше штрајк 6 месеци, добро, за предметот е притворски, нормално има предност пред сите други, меѓутоа имаше и штрајк на обвинителството на администрацијата. Неколку месеци тоа дополнително. Јанаки сега ќе те прашам за Ајде. една и правна и политичка тема. Сега го гледаме овој судир внатре во алијанса на албанците. Едни ги имаат штабовите, друг го има печатот. Де е печат? Слична ситуација со печатот. Ако се сеќаваш, имаше и левица која се Ама тера. нема штабови тоа. Да, Еден тогаш штаб има. Апасиев го имаше и штабот и печатот. Ама не знам дали имаше мнозинство во тоа телото, до ден денес не се разјасни. Не се разјасни сега. Судски доби дека е управо. Сега не можеме да идеме на железници. Судски во право е тој што го има печат. Не, судски добија, они покренаа кривични пријави, другава група. Мене Здравко Савевски заради тоа ми се налути. И тоа што ми избриша социјални мрежи, пошто му кажав, имаш одлука на суд и не можеш ти да шириш мантра у јавност. Се ова може Апасиев ќе се шокира кога гледа ќе застану. Ама тоа стварно бе управо, затоа што Може ќе те бара Јани, врати се. Не, бе, не требаат со 7,5 просите. Слушај се, тогаш тие мантра дека Димитар направил фалсификат на неколку потписи, поднесоа они кривична пријава, бе отфрлена. И сега ти имаш на ситуација каде што граѓански суд вика дека се оваа групацијава на Димитар е во право, отфрлена кривична пријава и сега се служиме со шпекулации, никогаш не се разјасни. Не се разјасни и тоа многу лесно се разјасни. Еве, Апасиев влезе со 20 пратеници, ќе влезе со повеќе сега. Здравко Саевски не е способен да влезе во совет на Битола со било што. Го кажувам, не можеш така да го кажеш. Гледај сега. Го кажувам, го кажувам. Сега види. Они одат со националистички теми кои што се најлесни за мобилизирање по Добро да, чекај сега. Најлесно се. Види. Лева партија, која лева партија, односно крајно лева партија, ти во светот ја знаеш која што не спомнува. Не, во првата програма имаше, сега нема. LGBT, канабис, која беше друга тема? Значи они не ги спомнуваат тие теми, нема врска со лева партија. За да не ја налутат националистичкото тело конзервативно кој што го привлекуваат и кој што е најлесно за мобилизација. Знаеш ли левичарски националистички партии? Океј, не ме разбираш. Која ти лева партија знаеш која што не поддржува ЛГБТ? Кажи. Не знам. Па не знаеш. Дури Sinn Féin. И за тоа е као, знаеш, било приватна работа. Не, вие бегате од тоа да не ви се налјути конзервативното. Баскициве, каталонци и тие поддржуваат. Конзервативното гласачко тело кое што е најлесно за мобилизација. Sinn Féin се залага за ЛГБТ права. Па реков тоа. СНП се залага за ЛГБТ права. Реков, баскициве, каталонци, корзиканци. Левица сатанизира легализација на проституција, например. Тоа било продажба на жената. Значи, левица е единствената левичарска партија во... Сакам да ти кажам дека не водат автентична лева политика, овие како пробуваат да водат како се комуникација. Стоп, што зборев? Јас зборев кој има политички талент. Нема збор. Па тоа го зборев. Не, ти се фати за нешто друго. Не сакам да ми се, не сакам да се збориме за некој, меѓутоа за мене најнеталентиран политички човек е Здравко Савевски. Па добро, тоа го зборев. Инаку не. Има талент и има нюх за политика. Добро, Димитар нема збор. Добро. Значи дојавме до тоа. Се вознемири ако даеме некој пофален збор за Димитар. Не, сега јас ве молам, немојте со етикети за господинот Савевски. Господинот Савевски е... дрво е за политика. Дрво е за политика. Това е ваша лична перцепција. Добра сака ви ментор ти беше за моја не е. Јас сметам дека господинот Савевски е навистина и интелигентен и паметен. И за разлика од Апасиев кој нема едно истражување со години направено, е посветен на... Ти дали разбираш дека имаш дали разбираш дека имаш ти потпредседатели на двете најголеми политички партии кои што немаат ден работен стаж, а се политички таленти. Немаат, прочек, кој ќе видиш. И у ВМРО и у СДС имаш ти потпредседатели на партии кои што немаат реален ден стаж мимо политика. И што со тоа? Пак ги бива за политика, знае да прелаже народ. А иначе во однос на левица тоа е единствената левичарска партија во Европа која нема левичарски политики,
као што ги спомна ти, и ЛГБТ права, и марихуана. Во првата програма има декриминализација на канабис, сега као и сега знаеш кој ме, јас сум зборел со една госпоѓа од таму која што и тие не се левичарска партија. И сум што еден господин, кој што знаеш ли в кој ми е оправдувањето, кој им каже зашто овие политики, тоа не било са приоритет, са биле националните прашања. Политика водиш, имаш програма и ја тераш. И баш сакам да ја видам оваа програма дали како минатата ќе има дека драстично ќе има намалување на адвокатскиот тарифник, што е нонсенс да се каже бидејќи управниот одбор на комора го носи тарифникот, ама они ќе осменеле законот за адвокатура собрание да го носеле, што нема нигде во свет. А не им пречи тоа што нотарските трошоци се. Тоа е многу интересно прашање, затоа што не се зголема ги намале, меѓутоа гледај се едно прашање. Не бараат никогаш либерализација на нотаријатот. Како адвокат, секој што исполнува услови се излага нотар. Тоа ќе ти кажам, ние фиксна имаме чланарина 6000 денари, а нотарска комора наплаќа 3% од приход на име чланарина, имаат голем буџет за лобирање. По професори, по пратеници, по така натаму. Така да меѓу колегите доста се шири таа теза дека овие предлог измени се излобирани од нотарска комора. Ја не сум дел од тие, јас сметам дека повеќе популистички за гласови, да ме кеве ги овие лошиве што ви ги цицаат парите. А ние сме добрите што ќе ве спасиме. Види, ја од срце им посакувам многу голем успех, нема да ги гласам. Можеби ако извадат председателски кандидат добар, би гласал, било која партија да извади председателски кандидат кој што мене би ми се добро да гласал, на парламентарни нема да гласам, а од срце им посакувам многу голем успех и премиер му посакувам да биде за да може да му помогне или да си ги излечи комплексите. И да видиме колку навистина може. Кого го очекуваш за председателски кандидат на левица? Сега ќе има за 2 дена. Не, утре ќе има, на 7 ќе има. Да. Може да е Ванковска. По Ванковска мислам. Така ти личи? Па така ми личи. Многу е чудно бе тоа како ќе се ја многу е почитувам. И за не знаеш што би гласал? Не. Добро. Ја еве одма да си кажам за госпоѓата Ванковска. Јас Ванковска. А ти би гласал за Ванковска? Како кандидат на левица? Како интелектуалец ја почитувам премногу. Ма не те прашав тоа дали би гласал. Нема да гласам за неа затоа што многу е лицемерно да се кандидираш за председател на една држава, а децата да ти живеат во друга. И во исто време да ни продаваш демагогија. Судбина која што многу луѓе во Македонија делат. Да, но да ми зборуваш секој ден да ми пишуваш демагогии колку е лош Западот, а двете деца да ти живеат на Запад. Тоа е веќе друго, да. Исто така, а секој ден да пишуваш колку е лошо на Запад, двете деца на Запад да ти живеат. Тоа за мене е онака хипокризија пар екселенс. Види, во таа партија тоа не е чудно, тоа исто што ти кажувам. Ќе ги национализираме болниците, он работи у систина. Значи, а Јанаки за Цуцуловски би гласал? Го заборавив дека он може да им биде кандидат. Па он ќе биде пред Ванковска. Дали би гласал за Цуцуловски? За него би размислил, може и да би гласал. За него може и да би гласал, да. За него може да би гласал. Би гласал за Гордана Силјановска. Најотворено ти кажам, иако не гласав минатиот пат, тоа би ми било пречка што е кандидат на ВМРО да помене, што не би сакал да ги поддржам. А СДС се уште овако, и ја мислам дека кидат пак со Пендаровски. За него би гласал? Добро. Човекот отворено лажеше, дека ќе ја земе мерката на било кој што ќе осмени името. Ја зема. И ја зема мерката, и така и тоа е тоа. Така да, Лјупчо, ако можеш некоја правна тема уште 5 минути да ме задржите, затоа што во 9:30 треба да бидам во судница. Ја морам да кажам, Лјупчо, дека сум шокиран, значи дека лидери на политички партии парламентарни знаеме тебе да те чекаат едно друго. Ова Јанаки е привилегиран гостин во Радио Лидер, морам да кажам. Некој кога го познаваш со години, малку е поразличен од. За разлика, ја не сум на државна цицка, сега треба и тоа да го разберете дека ја треба си го изработам лебот. Добро, мислам дека ај огради се сега тоа што кажа во етери за 9 сати. Извинувам, на државна града. На државна дојка, на државна дојка. Да. Ништо друго забавна емисија, добро. Да. Види, Јанаки, одлична емисија, ти благодариме многу. Што ти го одземав на времето. Само правничко уште едно прашање, што ми е многу битно. Утре влегува во собрание законот за со Грција. 4 катастрофални точки, каде што на грбот на овој народ ќе треба да заработуваат неколку компании, од кои што највеќе грчки Митилинеос, за година и пол враќа инвестиција, 30 години треба Македонија да му дава пари. Не ми е познато што влегува во Значи влегува во една точка на дневен ред каде што треба да се гради гасна централа од приватен инвеститор на државно земјиште што Македонија ќе му го отстапи, ќе му даде грант од 50 милиони евра и се обврзува да му откупува и топлинска и електрична енергија во наредбе 30 Окта 2. Окта 2. Моето прашање сега не мора одма да го одговориш на Волеј. Има ли простор за кривична пријава?
Гледај са околу кривичната пријава. Знаев, веднаш по фацава гледам. Не, гледај са што е работа. Прво, то треба да разбереш дека македонски политичари се изверзирани криминалци. Многу паметно настапуваат. Втора работа. Постои нешто што се вика и тоа го гони обвинителство за организиран криминал, кај јавните науки се вика штетен договор. Типичен пример за штетен договор ти е ОКТА, затоа што се прави проценка 50-60 илјади тони мазут се потребни за земјава, они се обврзуваат дека ќе откупуваат 400. Меѓутоа, бидејќи не сум погледнал и не сум во детали запознат, би се оградил да ти коментирам, затоа што би дал совет за сите идни правници, бидејќи ја едуцирам правници во пракса, да бегаат од адвокати кои што знаат се и од правници кои што знаат се, бидејќи најчесто не знаат сите. Не постои таков правник кој што е способен да работи на сите области. Мојата адвокатска канцеларија работи 4 области и се концентрираме на нив. И благодариме Јанаки. Почитувани слушатели, ја ќе се придружам, но не верувајте на новинари кои знаат се. Има кај нас новинари кои де се разбира од црна хроника, де се разбира од политика, де се разбира од безбедносни прашања, де се разбира во финансии. Јас се разбирам само во една работа, би се обидувам и вас да ви ја пренесам таа работа. Се разбирам во јавен интерес. Останете со 107,4 FM, уживајте во денот, препуштате се на позитивните емоции и спремајте се за реколтата наречена избори.